Гости на вести на канал 5 во 19:30, Васко Наумовски, вице-премиер во македонската влада, одговорен за европските интеграции. Добро вечер. Добро вечер. Најпрви околу информациите од Мадрид. Има ли простор за оптимизам дека во наредните 6 месеци Македонија ќе најде заеднички јазик со Грција и Шпанија ќе дозволи формално почеток на преговори? Да, согласно она што беше заземено како став на Советот на Европската Унија, во наредните 6 месеци за време на шпанското претседателство се очекува напредок и самите представници на шпанското претседателство во неколку наврати изјавија дека ќе се заложат и ќе ги вложат дополнително своите напори да помогнат во изнаоѓањето на решение за овој отворен спор. Останува да видиме како ќе се одвиваат преговори кои што пред се водат во рамките на Обединетите нации. Сепак, главната причина зашто вечерва сте овде е дебатата која се отвори во јавноста околу улогата на невладиниот сектор во работата на парламентот, околу евроинтеграциите и особено функционирањето на Советот за европски интеграции, Националниот совет. Вчера председателката на Советот Радмила Чекеринска ја обвини владата дека нема доволно капацитет да ги спроведе сите закони, затоа што годинава според неа се донесени само 50% од предвидените закони. Па во 2009 во годината кога Република Македонија доби позитивен извештај и кога Европската Унија процени дека Македонија е подготвена да започне преговори и кога исто така Република Македонија и нејзините граѓани добија визна либерализација, да се тврди дека владата е во некаков зимски сон и дека постои застој во евроинтеграциите е најблагоречено несериозно. Сите успеси што ги имаше владата на Република Македонија се конкретно набележани во извештајот за напредокот и напредокот што нашата држава го прави кон Европската Унија се цени од институциите во Брисел. Оваа година беше добиен досега најпозитивниот извештај за Република Македонија и Европската Унија процени дека Македонија е подготвена да започне преговори за членство. Секако дека во тој процес се одвиваат повеќе активности и дека законодавството е една од тие активности, меѓутоа би било несериозно да се шпекулира само со бројки без при тоа да се објасни што тие значат. Колку вкупно закони беа предложени, колку е тоа во минативе години, колку се предлагат, колку се усвојуваат? Процентот на реализација на НПА програмата, која што е програма за усвојување на законодавството, е ист во изминатите 4 години. Може би е најнизок во 2006 година, кога биле од предвидените 94 само 42 закони усвоени, меѓутоа во наредните години процентот е околу 50%. Сите овие закони кои што се носат, мора да се има предвид дека не се работи за нови закони, меѓутоа туку најголем дел се работи за измени на постоечки закони, односно самиот закон се состои од 2 или 3 члена, како што е случај со оние закони кои што се поместени за 2010, односно за почетокот на 2010, и од тие закони кои што не биле усвоени во 2009 година, повеќе од 20 се веќе во владина процедура и ќе бидат доставени до собранието веќе во јануари, и постојат исто така 12 закони за ратификации на меѓународни договори, кои што суштински не представуваат некаков застој на патот кон евроинтеграциите. Напротив, ние за тоа немаме никаква забелешка од ниту една европска институција, но за жал добиваме забелешки од некои политичари во Република Македонија. Што правиме со 2010 година? Ќе дојдат нови 100 закони, предпоставувам, треба да се усвојат овие што сега се на листата. Постои ли опасност да не критикуваат повторно за усвојување на закони по брза постапка, по итна постапка, иако тоа не е предвидено со... Во текот на вчерашниот ден, владата на Република Македонија ја усвои и Националната програма за усвојување на законодавството, ревизијата за 2010 година, што е прв пат програмата за усвојување на законодавството да се донесе пред почетокот на календарската година. Во изминатите години таа програма конечно и официјално била усвојувана на владени седници во март, во април или во мај. Сега, веќе во декември 2009 ние ја носиме програмата за 2010. Таму се предвидени една нова група на закони, меѓутоа мора да се има предвид дека за оние закони со кои што во определен аспект се доцни, за добар дел од нив се уште се чекаат мислењата на европските институции. Во некои области се донесени нови директиви на Европската Унија со кои што дополнително мора да се усогласат предлог законите и затоа е ово еден условно да го наречеме мал застој од неколку недели кој што ќе биде надокнадат во јануари. Вице-премиере, што правиме со оние закони што неколку години на нас се привлекуваат? Јас се сеќавам сега дека за една друга телевизија пред 2,5 години можеби правев прилог за дебата за законот за антидискриминација. Веќе трета година, ако не се лажам, овој и неколку други исто така не поминуваат. Што е проблемот во парламентот, во владата? Конкретниот закон што го споменавте е
од подамна подготвен во владата, меѓутоа на барање на невладиниот сектор и на барање на представниците на Европската Унија беше побарано да се остави дополнително време за пошироки консултации и во оној момент кога сите заедно владата на Република Македонија пред се оние кои што ќе бидат најзасегнати со донесувањето на тој закон ќе проценат дека е постигната една целосна согласност, ќе се оди во собраниска процедура. Околу оние што се засегнати од законите, сега имаме жестока дебата околу законот за пушење влегува во сила за 2 дена. Има ли доволно комуникација, претходно, мислам дека случајот беше сличен и со ХАСА правилникот, има ли доволно комуникација со оние што треба да го спроведуваат законот при носење на предлог закони? Секако дека има, меѓутоа пред се мора да се има предвид дека се работи за спроведување на една државна политика која што ја спроведува извршната власт, тоа е владата на Република Македонија. После сите проценки кои што биле направени, конкретно за законот за борба против пушењето, било оценето дека со тој закон мора да се оди веќе од 1 јануари. Тука се земени предвид сите аспекти во однос на заштитата на здравјето на луѓето, на оние кои што се пушачи, меѓутоа многу повеќе на оние кои што се под влијание на пушењето, и владата на Република Македонија сите закони што ги носи со намера целосно да ги спроведе. Благодарам за разговорот, целен дека наскоро ќе дебатираме за многу повесели теми. Благодарам уште еднаш, тоа беше Васко Номовски, вице-премиер во владата Република Македонија, одговорен за евроинтеграциите.